Интервенција по ударот на Тајник. Гоце Ѓоргиевски, Зицер нема да промаши. Но исто така и некои од ракометарите покажа индивидуален квалитет, како на пример Ник Хенинган. Јанковски е пивот. Талешки преблиску, ево за да му дозвола да бие, но тука е Хейдарират. Втора негова интервенција во претходниот случај кога Тајски биеше непрецизно пречката ја погоди. Голманот на Битолчани не ја допре таа топка. Ова ќе биде пенал. Запрен Павле Атанасиевич непрописно. Опомена за десното крило на Вардар. Дејан Манасков, некогашниот вардарец, реализира, го комплетира тимот откако отсуствуваше со тримот Требње. Талевски 0 од 3, никако да му тргне. Интер беше стрелец на 4 гола. А не, сепак Богдан Радивоевич ке се почитува суеверието. Не постигнува погодок. Тргнува Јака Малус до Талевски. Ова е многу подобра позиција од претходните. Еве го конечно првиот гол за повратуваат еден свој критериум кој што ќе има малку повисока граница на грубост. Убава комбинација која резултира со погодок број 1 на Јака Малус. Со Марек Марчињак се прочита, одиграа 2-2. Видомски, но загубена е ова топка. Ја возвраќаат услугата пелистерци, откако Вардар го направи истото пред еден напад, никако не имаш изјави од двајцата тренери и Иван Чупич рече дека еден од експериментите кој сака да го проба е токму таа зона 5-1 на сега. Дејан Манасков со многу чувство, елегантно постигнува прв гол од игра, втор вкупно за 3-3, а претходно во статако се пресликува играта во неколку елементи до сега. Пред се во головите. Еве еден убав од Јака, односно не е ова Јака, годишното првенство. Повторно Манасков, највработен меѓу пелистерци од стартот на надпреваров. Вардар во пресретна оваа сезона. Кейта затворен е аголот, добро од Богдановиќ. Хориха. Фантастичен е Дмитро Хориха. 5-4 со негар. Не му е страна, сакам да кажам, оваа задача. Хенингман преблиску е до голота, отвори простор за младиот Анџеј Видомски. Ако тој не биеше, голот сепак стигна од друга рака. Хейдарират, одбрана број 6. Павле Атанасиевич. Дејан Манасков, вториот го утна Богдан Радивоевич. Чуварот на мрежата е ист, Валах. Прецизен Манасков. Се игра 17-тата. Ова е лесна задача, лесен залак за Саид Хейдарират. Ударот на европски шампион со црвено-црните. Митровиќ не очекуваше овде додавање. Хориха, затоа контра на Еврофар Пелистер. Петар Атанасиевич ноншалантно, лесно прв негов гол и прв. Прекрасен удар на Атанасиевич. И тој беше доста инволвиран. 30 секунди до крајот. Ке има време, предпоставувам, за напад за Пелистер. 11-9. Митровиќ, потребно е да распука од далечина. Втор негов гол. Со оглед дека 17 играчи број записникот. Тоа е многу нови. Ја прекинува. Одговорноста е кај Јака Малус. Неверојатна партија уште сега на Саид Хейдарират. Сега. Тајник, како да чека некаков прекин, не го добија. Сега два пати пресечена топка, прво од Кейта, потоа од Цехте и наградене за вниманието, за упор судениот Вардарец. Тогаш се зборуваше долго дека
ќе биде дел од Вардар, наместо тоа по финансиските проблеми, односно по суспензијата од Европа дојде Манасков, малку да си поигра како организатор, како среден бек. Сега ќе се исплати ова одбрана на Васил Гогов, бидејќи отпадок од ударот од втора заврши во пречка Кейта, многу непрецизно. Тајник, Хенингман, од огромна далечина, не баш најмудар удар на словенецот, а и не беше под притисок, мислам, не знам зошто се реши да бие преку 10 метри. На брзина две интервенции на Васил Гогов, а потоа и атрактивен погодок на Хориха. 10-8. И тоа е важна вештина, да се има психолошка смиреност и мирна рака, но голманите Урош Митровиќ несебично сакаше за пивот, а не стигна топката до Јанковски. Трета загубена топка за Вардар. Еве можност од убав отворен гол за Рудолф Хакбард. Прв гол за бразилскиот репрезентативец. Митровиќ, добро движење во десно, убав дриблинг 1-1 против. И повторно Малус. Нема да биде сменет изведувачот. И се разбира, голманот останува. Нема зошто да се менува Хейдарират. Многу долга подготовка, но на крај барем и реализација за едно лажно движење. Божем ќе додава Тајник. Сега Рудолф Хакбард ќе го изведе овој пенал. Прецизен е бразилецот со германски корени. Го поставува конечниот резултат по првите 30 минути. 12-10 за Еврофарм Пелистер. Се играше рамноправно и изедначено пенал. Дејан Манасков е наефикасен со 5 гола, а во тимот на Вардар 3 има Хориха. Еве, успешна проработе овде блокот, ја скроти, ја запре топката, а потоа заврши во стативата. Талески, одличен Филип Талески на стартот од второто полувреме. Ова е втор негов погодок. Македонските репрезентативци младински, кој има одличен настав на младинското европско првенство пред 3 години. Брз гол, но и брз центар на Вардар за... Еве го повторно словенецот. Ова е добра позиција за него, но висок е блокот на Виктор Јанковски. Кога беше донесен, беше најавен како... Овој удар е превисок, беше најавен како еден джин од 200 сантиметри кој ќе биде корисен и во нападот и во одбраната, и се уште нема многу шанси и просторно почнува да го покажува тоа. Малус и Боно. Десно е Митровиќ, влесна Малус, овде нема ништо освен одбрана на Хейдарират. 9-та. Боно, брз е продорен, сега реши да додава Кейта, прочитан. Леташе долго во воздухот и само можеше да рацете на Кейта. Хенингман за Жаре Пешевски. Еве го првиот удар и првиот гол за репрезентативниот пикер на Македонија. 15-12. Еврофарм Пелистер одново е на +3. Кейта повторно има одличен нагол. Сега на поблиската статива погодува, не ја повторува грешката. Години во тимот на Хименес беше активен. Кладжиевски фаулиран, но продолжува играта, велат судиите. Благојче Митревски, Благојче Тодоровски и Димитар Митревски. Сега го смируваат вербално. Урош Митров. Топка за Радивоевиќ, нема простор, Кейта Бргу покри. Крената е судиската рака, Кладжиевски нема кому, Хенингман се
Сплетка таму контра на Вардар, можност за лесен гол и ја користи Урош Митровиќ. Делува како најмотивиран меѓу вардарците и со оние остри. Тешко е против Митровиќ таму, тајник веднаш се повлече од намерата да влезе. Сигнализација за пасивен напад, ова може да биде и директен црвен картон. Жестината на Лука Митровиќ сега донесе еден доста остар старт во лицето директно на Домен Тајник. Може би и делуваше по-драматично од што вистински доби удари оштетува. Зборував, млате, 20 години има само, да, црвен картон. И разбирливо е да го понесат емоциите. Сега и Гоце Ѓоргиевски му зборувам за таа позиција двојка во зоната Иван Чупич. Уште еден старт во лице од Гоце Ѓоргиевски врз Хенингман, а Еврофарм Пелистер мнозинско. Ево го Марчињак. Малус, убав удар, но следеше се Хејдарирата и за волја на вистината одеше близу до него и до средината, во средината на голот. Ова е непрецизно. Која секунда, барем кога станува збор за шестката во напад. А голот ќе остане празен, но ни тоа не го почека. Па требаше да им се сугерира да бидат трпеливи и внимателни барем неколку секунди. Решета во прв план Вардар ќе има засилувања кои обично се во првата постава, како Борозан Лазаревски и Еспиња, но и во ваков лик и во ваква физиономија овој надпревар е некаква најава. А сега реализацијата на Еврофарм Пелистер е 11 интервенции. Изведувачот е ист, Јака Маус. И повторно брани голманот на Пелистер. Сега го најде Пешевски и овде ќе има пенал. Се влече со Кейта, а французинот ќе заработи барем еден играч, но се совпаднаа неколку тие исклучувања, па не беа врзани тие казни. Седно, одиме со петтиот пенал за Еврофарм Пелистер, кој што успешно го... Ево украинецот блокиран беше овој удар од дефанзивците, а сега и гол. Марчињак, само во Хејдарират. Си одмогна Пелистер во првото коло со нерешеното против Тримо Требње. Еве уште еден гол. Се повисоко е нивото. Не и Цехте беше во одбраната. А еве гол број 2. Цехте. Тајник па Павле Атанасиевиќ. Влесна Павле Атанасиевиќ, но каква интервенција на Гогов нема да важи. Трет пат реализатор е Рудолф Джералдо. Боно и ова успеа да го фати Хејдарират. 15-та одбрана. Зицер имаше Марчињак. Но дали се повреди? Тоа би било ужас. Печаток дека го одигра целиот надпревар, секоја секунда во нападот барем. Ова ќе биде нов пенал, број 7, кој што честно си ја заработи. Со 3, а сега и четврти реализиран пенал. Само еден е извонреден на десната крилна позиција со Богдан Радивоевиќ. Сепак модерниот ракомет бара повеќе алтернативи. Талески
преблизу е за да се крене на шут. Боно мина еден човек, а сега одбрана број 1 на Давид Брестоваc. Дојде на половина од мината. Павле Атанасиевиќ па Тајник. Виде Атанасиевиќ десно дека има простор Хагбарт, но преварот. Хориха за Јанковски, никако да погоди полскиот пикер. Под притисок за пасивен напад. Тајник сакаше да ја измами одбраната на Вардар и да проигра за пикер. Неуспешно. Николас Боно прв пат ќе погоди на овој надпревар. Петти пат на пенал линијата Рудолф Хагбарт и петти пат прецизен. По едно промашување на Манасков и на Радивоевиќ. Сите други пенали ги реализира Хагбарт. А за малку да запишеше одбрана број 3 до крајот. Не е толку резултатот недостижен или скандалозен колку што Вардар не може да заигра течно, да се поврзе, да врзе некоја добра серија. И сето тоа го користи Пелистер со раскошен репертуар на голови. Павле Атанасиевиќ втор пат за 25-19. Хориха, Кейта, Читат Брестоваc, трета одбрана. Гол разликата, надежта е се помала и теоретски. Атанасиевиќ, прекрасен погодок. Нема дилеми, оти силата на Вардар е многу поголема, Еве го Хаџиќ, босански интернационалец е, настапува на средната бековска позиција, во оваа ситуација беше непрецизно. Симултанка на Дмитро Хориха мина покрај тројца ракометари на Те. Нејц Цехте се уфрли на втор пивот, бразилецот Хагбарт, и тој од сенка не малус, има каде да влезе, реши да додаде и тоа е многу посигурна опција со оглед на потоа неколку кратки авантури што во Франција, што на Блискиот Исток, додека не се покажа во своето најдобро издание во Вардар. А овој период празен е голот поради исклучувањето. Трета одбрана за Валах. Девети гол за Хориха. 3 Манасков. Колку лошо сутна сега бразилецот. По еден утна и Хагбарт, и Манасков, и Радивоевиќ. А е уште една атрактивна интервенција на Давид Брестоваc, петта, и со тоа стави печат на овој надпревар и символично покажа кои беа главните актери на мечот, а тоа се голманите на Пелистер. Во прв ред Саид Хейдирират, кој што запиша 15 одбрани за 46 минути колку беше меѓу стативите, се повреди, но ми се чини оти повеќе превентивно беше изваден. Ке видиме, ке соопштат од таборот на Битолчани, и ке видиме дали ке биде понатаму во тимот, подкривнува на теренот. Значи 15 одбрани тој, од нив 2 пенала, 5 интервенции за Давид Брестоваc, што ке рече 20 тимски одбрани голмански за пелистерци. Триумфот од 28-23 беше заработен на стартот од второто полувреме. Во тој период, некаде до 45-та минута, Вардар се мачеше со исклучувања, тешко се поврзуваше во нападот, правеше грешки. Тоа има возможи лесни голови на Битолчани, се издвоија на
плюс 5 во 43-та минута, серијата продолжи и водството веќе беше тешко достижно. Покрај Хейдар Ират, кој патем беше прогласен за играч на преварот пред малку. Во редовите на Еврофарм Пелистер 7 гола за Рудолф Хагбард. Од нив 5 од седмерец. 5 гола за Дејан Манасков, 4 за Кенингман кај Вардар. 9 погодоци за Дмитро Хориха. Голманите беа скромни. 5 интервенции на Гогов, 3 за Милош Вала. Со оваа победа, Еврофарм Пелистер доаѓа до 3 бода по ремито со Тримо Требње во првото коло, но сам си ја решава судбината. Утре од 16:30 игра против Динамо Панчево. Со победа ќе дојде до 5 бода и веројатно до првото место. Со оглед дека ремизира со Тримо Требње, словенците би требало да го совладаат Вардар и тоа со многу убедлива разлика за некако да го симнат битолскиот тим од патот на кој што тргнал, а тоа е освојување првото место и пласма во финалето. Тоа пак ќе значи и дека Охридскиот турнир ќе добие нов освојувач, бидејќи Вардар актуелниот денеска беше поразен